Виничката историја носи едно големо и славно име кое е испишено на еден од најголемите плоштади на истокот, име со кое се уште живеат спомените од Виничката афера, опеано во повеќе македонски песни, а од денес овековечено и со спомен обележје. Најдоверлив курир е на Гоце Делчев. Работи во бомболеарницата на Гоце Делчев, лоцирана во ќустендилското село Саблер на планината Осогово. Истовремено, состојица чорбаџиското Панчарево се и главни обезбедувачи на бомболеарницата и главни пренесувачи на оружје преку границата. Ангел е организатор на тајниот канал од Виница за Ќустендил и обратно, кој канал поминувал преку селата Драгообраште, Грљани, Илиово, Драмче и Ветрен, по кој канал се преведувани луѓе, пренесувано е оружје, пошта и други материјали. Во контекст на значењето на делото на револуционерот Ангел Винички, присутните пензионери, борци и локални власти се потсетија и на делови од Крушевскиот манифест. Ние се бунтувавме против тиранијата и против робството. Ние се бориме и ќе се бориме против муртатите, против арамиите, против зулумќарите и анкеседжиите, против насилниците на нашата чест и нашата вера. Спомен плочата е поставена во село Драгобраште, каде Ангел сам си го одзел животот за да не падне во рацете на турскиот аскер. Патувајќи по тајниот канал преку селото Драгобраште, на 30 септември 1902 година бил обиколен од броен турски аскер и баши бузук. Тој се забарикадирал и е водена повеќе часовна борба во која тој има ликвидирано 30 лица од аскерот и на крајот, кога го испукал и последниот куршум, за да не падне во раците на аскерот, ја активирал и последната бомба со која сам си го одзел животот. Спомен плочата беше откриена од страна на градоначалникот Емил Дончев и председателот на Советот Благица Андонова. Многу македонци го дали својот живот за самобитноста на Македонија. Меѓу нив е и Ангел Винички. За жал, борбата на македонскиот народ за самобитност продолжува и денес преку други различни форми на действување. Има уште држави кои што имаат проблем со нашиот идентитет. Има уште држави кои што имаат проблем со нашиот јазик и култура. Има и држави што имаат уште територијални претензии спрема Република Македонија. Нека делото на Ангел Винички биде мотив плюс да истраеме во оваа борба. Покрај општина Виница, подршка на денешниот настан дадоа издруженијето на пензионери и јавното претпријатие Дрисла од Скопје, како и неколку приватни компании.